15 на дена каде што ќе кажуваат дека икономиите, повторувам, икономиите како оној ваш председател во Битола, додека се треселе во светот, херојот на денешницата, нормално се шегувам и во наводници, Ковачевски успевал да го одржи бројот и да биде стабилна економијата. Па јас мислам дека посмешно нешто во последните 5 години во мојот живот немам слушнато. И така ќе се соочуваме со една розева реалност се до оној момент додека не стигне некој ваков документ кој што ќе го носи името ребаланс или прераспределба на буџетски средства. Тука сами од владата ќе бидете демантирани и ќе потонете во вашите розови лаги. А зошто? Заради тоа што вие ја креирате економската политика врз основа на купи ден продај политика. А каква е таа политика? Еве ќе излезам пред јавноста, нешто ќе излажам за да купам месец, 2-3 недели, 2 месеца, се до оној момент додека не бидам соочен со реалноста и потоа во наредниот документ, нели, затоа што така веќе 5 или 6 години ја водиме политиката, тоа беше така добро позната политика на заевизмот, вечерва изјавувам едно нешто, утре дента ќе изјавам нешто сосема друго, како никогаш да не сум го изјавил, а тоа ќе го плаќаат граѓаните заради тоа што ние не можеме да се откажуваме од оние кои што ги водат економските сектори, заради тоа што се подпредседатели на партија, заради тоа што се блиски до едно, друг и до трет, и така народот ќе плаќа, стопанството ќе плаќа, а сепак државата ќе тоне. Јас навистина морам да кажам дека очекував во оваа прераспределба на буџетски средства, која што повторувам за 45 или за 50 денови ќе стигне повторно во собраниево и ние повторно ќе разговараме за средства кои што не биле искористени. И сега нормално е да се постави прашањето, добро, каде не се искористени средствата? Па не се искористени средствата за капитални расходи, односно за капитални инвестиции. А зошто не се искористени средствата? Заради тоа што наместо потребините да го фалите оној за да му делите епитети дека е херој на денешницата, дека се обезбедени, замислете до кое ниво паднавме храна, дека ќе биде обезбедена зимава, дека грејење е пуштено и тоа да го представуваме како епокален успех, ние можеме да збориме за колку магистрални, колку регионални патишта, дали е изграден некој автопат, каде се студентските домови што ги ветувавте, оној ваш подпредседател на партија кој што најгнасните навреди во соопштенијата од вашата партија ги пишува и избега за да не биде соочен со граѓаните на Карпош, кој што ги ветуваше од оваа говорница, кој што ги лажеше македонските студенти дека ќе бидат изградени, а гледаме дека 6 години поред во секој нареден буџет се ставаат тие за да не биде критикувани, а потоа при прераспределба на средства или при ребалансот тие средства се бришат. Ете така се концепира оваа економска политика. И ние ќе продолжиме како држава, а владата особено составена од СДСМ и ДУИ, шајка да немаат заковано во капиталните инвестиции, а потоа да кажуваат дека ете толку проценти се реализира. Еве во овој момент, во 11 месец, од овие 32 милиарди динари, вие имате реализирано само 43%. Сега, кога оваа сума ќе биде уште намалена со оваа одлука, на крајот на годината вие ќе стигнете до реализација од прилика 65%, за да кажувате дека еве се реализира од буџетот, ама дека заради економската криза или заради руско-украинската криза, не се реализирале тие капитални инвестиции. За жал, морам да кажам дека освен тоа што ќе извојуваме средства за да ги ставаме во предпријатијата кои што некогаш беа пример за рентабилно економско работење и кои што имаа доволно средства во сопствените буџети да градат одредени инфраструктурни работи кои што дотогаш можеби 100 години не биле изградени, сега овие средства повторно ќе завршуваат во двата најголеми загубари во денешницата, тоа се Елем и Мепсо, и дека граѓаните, ова што го имаме пред нас е сметката која што граѓаните треба да ја платат за оние кои што прават јавни набавки во 4 очи, за оние кои што крадат, за оние кои што ги злоупотребуваат македонските енергетски капацитети не за да создадат струја за стопанството и за граѓаните, туку да продаваат ноќни вишоци и на тој начин да генерираат профит. Повторно ќе го кажам нашиот став, ние ова ќе го поддржиме само заради тоа што македонските граѓани и македонското стопанство не треба да трпи заради тоа што има неспособна влада. Влада која што се надевам дека многу скоро ќе ја изнесеме на предвремени парламентарни избори, ќе ја соочиме со волјата на народот, па таму ќе може народот да си каже дали е задоволен од ова криминално работење или дали смета дека треба да се направи одредена измена. Ви благодарам.